Може да претпоставите како би поминал директор на приватна компанија ако не ги почитува законските барања за финансиска отчетност. Јавните предпријатија кои се финансираат од граѓаните и треба да бидат нивен сервис, не ги почитуваат доследно законските обврски за отчетност. Криењето на податоците го зголемува ризикот од злоупотребата на доверената моќ. Необјавување на финансиските извештаи во предвидените рокови е законска основа за разрешување на директорите на јавните предпријатија. Дали некој директор е разрешен по овој основ? По овој основ до сега немам информација дека некој директор е разрешен. Транспарентноста е важна работа. Џаве е се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат. Проверивме дали владината транспарентност е само заложба или функционира и во пракса. Добро дојдовте во владата на Република Северна Македонија, редовна пресконференција. Информирање на јавноста за одлуките од владините седници е еден од позитивните примери што се случија по промената на власта во 2017 година. Но други елементи, важни за транспарентноста која бомбастично се најавуваше, каскаат. Ова е алатката за отчетност за трошоците на функционерите. Владата се обврза на секои 6 месеци да ги споделува со јавноста дури и трошоците по мензите, рестораните и бифеата. Но последните податоци ставени на увид на јавноста, со кои актуелната влада се споредува со трошоците на владите на Груевски, до денеска попладне беа од лани. Надлежниот министер кого го снимавме минатата недела призна доцнење, но рече дека има објективни причини за тоа. Имаме состојба каде што да речеме едно министерство е комплетно укинато и е формирано сосем ново министерство и од тамо тешко се добиваат податоци за претходното работење. И второ е ова е прв извештај кој што не прави споредба помеѓу владите на премиерот Зоран Заев и владите на Никола Груевски и неговите наследници, бидејќи ако правиме сега споредба би требало да се споредуваме со периодот на техничката влада, што е нелогично. И од тие причини има измени во софтверот. Но како и да е, до крајот на оваа недела, најкасно до почетокот на идната, ќе биде објавен четвртиот извештај за трошоците на сите функционери. Дали само се работи за технички корекции кои треба да ги допрецизирате Не, или можеби има некој функционер што баш и не му е померен да ги објави? Нема. Состојбата беше иста до денеска во 16 часот, кога се појави ажурирана верзија на алатката. Ако интересот на 360 степени придонесе барем малку да се забрза објавувањето на новите податоци, целта е постигната. Покрај алатката за отчетност, актуелната влада иницираше законски измени со кои јавните предпријатија се обврзани на своите веб страници да ги објавуваат извештаите за финансиското работење. И тоа, тримесечните финансиски извештаи најдоцна 30 дена по истекот на кварталот, а годишните извештаи и сметки треба да се објават во рок од 15 дена од доставувањето до Централниот регистар. Причината повторно беше унапредување на транспарентноста. Доколку директор на јавно предпријатие не ги објавува редовно овие документи, треба да биде разрешен, пишува во законот. Во соработка со Центарот за граѓански комуникации, проверивме колку законската обврска ја почитуваат 30 најголеми јавни предпријатија, основани од владата, град Скопје или општините. Заклучно со 2 септември, состојбата е шаренолика. АЕС-та не ја почитуваат законската обврска за објавување на годишните финансиски извештаи и кварталните финансиски извештаи. Што значи дека во моментов се исполнети условите за разрешување на 2/3 од директорите на јавните предпријатија. Ова секако зборува дека законите се носат колку да нели се укаже дека владата е и сака да биде транспарентна, не само таа како владата, туку институциите на кои се јавува како основач, но дека всушност во пракса транспарентноста која очекуваме и која е потребна изостанува. Ова е проблем и за граѓанските организации и новинари кои тековно го чешлаат работењето на предпријатијата во името на јавниот интерес. Ги користим услугите од Централниот регистар, бидејќи ако тргнеме да ги бараме од самите државни предпријатија, за жал не сме оптимисти дека до крај ќе ги добиеме сите податоци, а не сакаме да кажеме добрата волја на самите државни предпријатија да не лимитира во овие истражувања кои ни се во тек. За владата ова се само девијации. По овој основ до сега немам информација дека некој директор е разрешен, меѓутоа јас пак велам, со оглед на она што го знам, мислам дека генерално се почитуваат овие обврски. Доколку има некаде девијации, ќе го проверам тоа и таквите институции ќе бидат презентирани дека не ги исполнуваат тие обврски кај премиерот, потоа е негова надлежност понатамо како ќе постапува.
Кога на интернет страницата на ЈСП Скопје се обидовме да го најдеме финансискиот извештај за вториот квартал од 2019-та, не успеавме. Од ЈСП не упатија да го побараме во извештајот за работењето на предпријатието, што е збунувачки за посетителите на сајтот, а целта е транспарентност. Кварталниот финансиски извештај за периодот април-јуни го нема ни на сајтот на Водовод. Прашавме зошто, но одговор не добивме. Од град Скопје како основачи на овие две предпријатија, законот го толкуваат поинаку. Градот како основач на тие јавни предпријатија ги објавува, значи нити се тајна, нити се сокриени, се предмет на анализа и расправа во Советот на град Скопје и потоа градот ги објавува. Треба да ја погледам конкретно законската норма, во колку предвидува дека надвор од градот задолжение и на самото предпријатие на неговата веб страната го објави, тоа ќе биде направено. Дури кај предпријатијата чиј основач е иста општина, како на пример Битола, нема иста пракса кај сите субјекти. Во духот на заложбата за поголема транспарентност, владата кон крајот на 2017-та ги задолжи министерствата да објават 21 клучен документ на своите веб страници. Анализите спроведени во 2016 година покажуваат дека во поглед на отвореноста на извршната власт во регионот Македонија се наоѓа на последното место, со исполнување на само 36% од индикаторите во истражувањето. Имајќи ја во предвид целта на владата за транспарентност и отчетност, во своето работење се наметна потребата веднаш да се превземат конкретни мерки за да се подобри оваа ситуација. Од 21 документ што треба да го објават министерствата, решивме да направиме тест за еден, планот за јавни набавки за оваа година. Заклучокот до кој дојдовме е дека два ресора затаиле – здравство и животна средина. Верувајте, некогаш се случува да се изуми нешто, администрацијата да не се исполни задачата, луѓето не се навикнати, тешко е да ги убедите дека треба редовно и континуирано да комуницираат со јавноста. Ама тоа не е сериозно. Затоа велам. Меѓутоа не заборавајте, ние имавме 11 години мрак. Излеговме од целосно затворена држава. Поповски уверува дека наскоро ќе следува унифицирање на веб страниците на владата и министерствата. Според она што на последниот состанок заедно го имавме со колегата Манчевски, беше презентирано дека некаде на почеток од идната година владата би требало да има унифицирани веб страни, централна веб страна што ќе води до сите, многу лесната комуникација, линкови, лесен пристап до информации, до податоци, комуникација со граѓаните, прашања и одговори. Мислам дека тогаш можеме да говориме за вистински начин на комуникација на владата кон граѓаните надвор од пресконференции и ваквиот тип на контакти со медиумите и со јавноста. Ставањето на сите податоци на увид ќе возможи контролниот механизам да го превземе јавноста и на тој начин би се зголемил според мене притисокот врз институциите да работат малку посовесно во иднина. Така што на вистина од зборови на дела е сега потребно да се премине. Во август, владата усвои кодекс за одговорно однесување на функционерите, во кој еден од базичните принципи е транспарентноста. Министерот Поповски вели дека секој менуван функционер треба да покаже собствен пример за транспарентно, честно и штедливо работење во интерес на јавноста, а доколку не се придржува до кодексот, можна и санкција до разрешување. Транспарентноста е важна работа. Џабе се што работиме, ако граѓаните за тоа не знаат.